Поречиси 4 децении од неговото откривање, археолошкиот локалитет Кале, кај штипското село Крупиште, се уште ја чува тајната за тоа дали новие простори се напишани првите словенски букви. Од пронедените наоди, се уште со сигурност не може да се потврди дека токму овде е лоциран градот Равен, центар на Брегалничкото кнежество. Потребни се нови истражувања со кои ќе се потврди тезата дека овде во Крупиште се наоѓал голем епископски центар, каде што Методи бил назначен за епископ, а Кирил ја напишал глаголицата. Во Крупиште навистина има многу да се истражува, меѓутоа сега за сега со овој мал дел што го имаме не можеме ние со сигурност да кажеме. Меѓутоа ако ги земеме сите предпоставки и сите анализи, можеме да кажеме дека навистина може да го представува градот Равен. За археолошки истражувања на локалитетот што се простира на околу 8 хектари, минатата година беа издвоени само 400.000 денари. Во моментот се чека Министерството да издвои средства и за конзервација. Во меѓувреме приказната за првите словенски букви Аз, Буки, Веди и остатоците од Црвената црква се обраснати со троскот и трева. Без мапирање и сигнализација, ретко кој би можел да стигне до местото, од каде се предпоставува дека Методи ја започнал книжевната дејност меѓу словените. Толку многу локалитети, многу е тешко да ги одржува една институција. Тоа треба да биде еден систем на поврзаност, да речеме локалната самоуправа, музеите, па и државата каде може да помогне. Сепак се тоа на краток период, оној пролетниот кога тревата обраснува, значи се чисти, се прави, меѓутоа ако нема една таква целосна поврзаност, мислам дека никаде не може да се одржуваат сите локалитети. Според археолозите, можни се уште две локации за кои се предпоставува дека бил градот Равен. Едната е во Малешевијата, а другата локација е на просторот меѓу Делчевските села, Трботивишти и Разловци.